Почитувани гледачи, емитуваме саботно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Тетовци понатаму ги погребуваат своите најблиски во недостојни услови на новата локација на православните гробишта кај Тетовско фалише. Роднините на упокоените кои ги затекнавме велат дека локацијата е како запуштена ливада. Црквата и општината сосема ги заборавија и кренаа раце од новите православни градски гробишта кај Тетовско фалише. Благица Јосифовска, која за жал често пати го посетува вечното почивалиште, каде се погребани нејзините две деца, вели дека локацијата е како запуштена ливада, каде не може достојно да се изврши ниту еден верски ритуал. Во 2007 година на првото гробно место беше погребана нејзината ќерка, неделава почина нејзиниот син. Ожалостена за големата трагедија, вели дека чувствува и голем револт, што и по 11 години надлежните немаат преземено конкретни мерки за уредување на местото. Новите гробишта не се доволно оградени, нема никаков објект, ниту пак тоалети. Ете го местото. Не зна колку години и стварно не е огледно место, ама нема што да правиме, кај да ојме. Таму градските гробишта се преполни и да поеш таму треба да купиш туѓи гроб 3000 евра. Кај го има бе 3000 евра, 4000 евра ти да продаеш гроб бе. Срамота што се прави во државава. Дали од овие маченици што умираат треба да се богати државата? Треба ли да се богатит тоа црквата? Гробиштата се користат и како локација за депонирање на смет. Задниот дел од новите православни гробишта кај Тетовско фалише речи се и да нема ограда. Таа е од корната, па низ неа слободно поминуваат животни кои дополнително го загадуваат местото. Исто така и несовесни граѓани. Овој дел од православните гробишта го користат за депонирање на отпад. Благица по голема одговорност бара кај Тетовското архиерейско наместништво, кои треба да го осветат местото и да изградат православен храм, но свештениците само ги интересира да го наплатат верскиот обред, а за уредување на местото на месторешение дигаат раменици, вели таа. Срам да им е и на владика, и на попој, и на оња што е Јосиф, срам да им е. Не повеле рачун ич за овие нови градски гробишта. Што е ова? Ова ли е ограда? Овци овде полно се шетаат, ги пасат овие, како да речат. Па направи едно црквиче, мајко му. Нема кај, тој починует, нема кај да се застоат луѓето, мало да го разделат тоа што го носат. Тоа е. Постојано властите ветуваат дека ќе го уредат, ќе го отвират, да, од тоа нема ништо, да. Точно. Тоа било уште пред не знам колку години требало ова место да се направи. Имат и скица, не знам кај им е, кај кого е, како треба да изглед, како треба црквата да биде, зашто таму више се преполнило. А и таму не е работа, ставај по 10 души во иста гробница. Кај го има тоа? Али највише, што е ова скупотијава? Кај човекот ќе ти отидит и без пари остануеш и без човек. Нема никакви попусти. А тоа што треба да се направи, не се прави. Кај одат тие пари? Парите ќе ги зема, а ништо не. Највише е црквата крива. Црквата е крива премногу, ама нема што да се прави. Дзицо глава не се урива и тоа е тоа. Фала му на Господа што одредили место свето кое што треба да се погребат. Не ќе ги чуваш дома, а крива е и општината. Општината има премногу пари. Ги дават кај што не и се наменети. А за ова, толку почнало да се погребуват, немаат више никаква мака, оти треба нешто да се направи црква, тоа не ги не интересират. И нека не ги не интересират, можда и тие утре овде ќе се закопат. Што друго? Од Тетовското архиерейско наместништво, како и многу пати до сега, велат дека не планираат во блиски дни да градат црква на новата локација на православните гробишта. Од општина Тетово пак за сега молк. Само за време на предизборието минатата година, градоначалничката на Тетово Теута Арифи во неколку наврати најави дека на целата локација ќе се изврши дренажа, местото ќе се израмни, но и ќе се изградат неколку пропратни објекти, но на терен нема ништо реализирано.
Тетовци вчера имаа можност да уживаат во спектакуларниот концерт на маестро доктор Ивица Зорич по повод неговиот 70-ти роден ден. На филмското платно се нижеа снимките од неговиот живот и неколку децениската работа, а на сцената под неговата диригентска палка настапија некогашните и сегашните хористки. Несекојдневно музичко уживање за љубителите на хорската музика. Тетовци вчера присуствуваа на спектакуларниот концерт на маестро доктор Ивица Зорич по повод неговиот 70-ти роден ден. На филмското платно се нижеа снимките од неговиот живот и неколку децениската работа, а на сцената под неговата диригентска палка настапија некогашните и сегашните хористки. Задоволството е прекрасно да се одбележи ваков јубилеј 7 децени живот, од кој што поголемиот дел беа во работна атмосфера која што на некој начин го исполнува и реализира еден човек. Сметам дека сум се реализирал како личност и на професионален план, и на семеен план, и се разбира и како сограѓани, нови мои мили сограѓани, тетовчани, затоа што живеам во овој град и планирам да живеам во овој град и секој во рамките на своите можности треба да даде свој придонес во афирмација на градот. Во средината кај што живее и пошироко, се разбира задоволството е големо што имавме можност вечерва да проследиме настап на девојки од Менада кои што порано пееле заедно со своите ќерки, така направивме еден спој на две генерации. Дури имаме и малечки од Лали кои што се приклучија. Сето ова беше празник на музиката на некој начин и затоа беше насловен овој концерт Мај Ве или на мој начин, како јас се замислувам и доживувам музиката и се надевам дека сите мои сограѓани кои што беа присутни на овој концерт ќе понесат добри впечатоци, убави впечатоци кои што во иднина ќе се зборува за овој концерт. Наредните 70 години не знам, за првите 30 имам планови. Тоа е Божја умисла и колку човек ќе успее во тоа не знаеме. Добро здравје, амбициите не престануваат и тоа се движи, нели како што светот се движи, така и ние треба да се движиме во тој правец и се надевам дека уште многу ќе се слуша за мене како диригент, како организатор, се разбира за овие девојки прекрасни кои што пеат во Менада и живеат за Менада. Маестрално искомпонираниот концерт всушност е ретроспектива на досега сработеното на женскиот младенски хор Менада под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич. На сцената на Центарот за култура Љоантевски смок во Тетово беа изведени композиции од македонски автори, евергрини современи композиции, како и композиции од духовната музика. Маестро доктор Ивица Зорич е роден 1948 година во Белград, Република Србија. Во 1972 година дипломирал на Факултетот за музички уметности во Скопје. Во 2003 на истиот факултет магистрирал, а 4 години потоа се стекнал и со титула доктор на науки. Од 1980 година до 2007 година е директор на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец, под чие раководство учениците на ово училиште освоиле 180 републички и 50 меѓународни награди и признанија. Како деец во областа на културата во Македонија, организирал над 1000 концерти на класична музика. Градскиот женски младенски хор Менада го основал во 1981 година, а како потврда за високото реноме на овој хор се бројните награди и признанија во земјава и во странство. Од 1979 година Зорич е председател на управниот одбор на меѓународниот хорски фестивал Техо. Вчера ненадејно на 79 години почина поетот Илија Петровски од Тетово, долгогодишен член на литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ. Денес беше погребан на гробиштата во Тетово.
Поетот Илија Петровски имаше издадено 12 книги посветени на неговата вечна инспирација децата. Во февруари годинава беше издадена последната збирка стихови насловена Заедно да растеме. Илија Петровски е роден 1939 година во село Кривени Ресенско. Како дете без родители живеел во детски домови. По изучувањето занает и одслужување на воен рок започнал да живее во Тетово. Работел како текстилен работник, магационер и раководител на продавница. Воедно во својот работен век бил и фудбалски судија. Кошаркарскиот клуб Тетекс денес го игра петтиот надпревар во рамки на втората кошаркарска лига. Во салата на економското училиште од 18 часот ќе се сретне со екипата на Спорт Тим од Неготино. Тетекс издвојува победи во сите досегашни 4 надпревари. Во понеделник 12 ноември од 11 до 13 часот во домот на пензионери во Тетово ќе се организира бесплатно мерење на нивото на шеќер во крвта по повод Светскиот ден за борба против диабетесот. Сите заинтересирани бесплатно можат да го проверат нивото на шеќер во крвта. Триесетдневен притвор добија 5 лица осомничени во случајот на специјалното јавно обвинителство Империја: Јордан Камчев, Цветан Панделевски, Ненад Јосифовиќ, Зорица Арсовска и Тодор Мирчевски, кои вчера беа на распит пред судија на претходна постапка, информираат од СЈО. Од таму наведуваат дека решенијата за одредени притвори ги подигнале ноќеска обвинителките Катица Јанева и Лиле Стефановска. Предходно медиумите објавија дека петмината осомничени во затворот Шутка се донесени околу 2:30 часот. Во овие ноќни часови го добивме првото решение со кое се определува притвор за осомничениот Орце Камчев, Јордан Камчев. Определен е притвор од времетрајно 30 дена за кривичните дела за кои му ги стававме на товар. А за останатите четворица? За останатите четворица судот уште ги изготвува решенијата, во текот на вечерта ќе бидат доставени и за истите. Во јавноста нели постојано се поставува прашањето околу можното обвинение за конкретно за овој предмет, нели се ретерира од таму, дали може да поднесете, не може, па така. Па мислам дека кажавме во самото соопштение и да појасниме дека повеќе предмети се превземени од јавното обвинителство за организиран криминал. Спорен беше периодот кога е превземен? Предметите се превземени пред едно 5-6 месеци. Точно не знам колку, сите се превземени во тој период и врз основа на нив е воспоставена надлежност, врз основа на кој, согласно нашиот закон за јавно обвинителство, имаме право да водиме истрага и да покренеме обвинение. И за повеќе предмети имаме така превземено предмети и за истите имаме право да поднесеме обвинение, што ќе се случи во идниот период. Државата издвоила 1,5 евра за бенефиции за поранешни функционери од министри и пратеници до директори на јавни предпријатија и државни органи. Тие и по престанокот на мандатот добиваат апанажа. Некои од нив имаат лични возачи и обезбедување, анализира Радио Слободна Европа. По смената на власта, 70 поранешни функционери кои ги назначува владата, 39 пратеници и 10 поранешни функционери кои ги назначува собранието. Една година по завршетокот на мандатот добивале апанажа. Според пресметките од податоците што ги добивме од институциите, за апанажа се потрошени над 1,5 евра. Пратениците, министрите и другите функционери кои ги назначува владата, собранието и председателот имаат законско право да добиваат плата од државата и по завршувањето на нивниот мандат. Ќе бидат обезбедени дополнителни количини комерцијални вакцини за сезонски грип, велат од Министерството за здравство, од каде додаваат дека во понеделник ќе продолжи вакцинацијата во центрите за јавно здравје. Министерството за здравство заедно со владата на Република Македонија годинава првпат овозможи 28.000 дози на бесплатна вакцина против сезонски грип за лицата над 65 години со просечна и подпросечна пензија, како и за оние без пензија. Станува збор за 4-валентна вакцина против грип која заштитува од 4 видови инфлуенца.
Денес имавме сончево време со умерена облачност. Температурите беа над просекот за овој период од годината и се движеа утринската во интервал од 1 до 5 степени, а дневната од 13 до 18 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од 2 до 5 степени, а дневната од 13 до 17 степени. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!